Голема полициска акција и откривање на криптоизмама тешка 220.000 евра. Во заедничка меѓународна акција поддржана од Европол, денес во неколку грчки градови била разбиена криминална мрежа од 8 странски држави, а некои преку лажни инвестиции во криптовалути измамиле граѓани за најмалку 220.000 евра. Председателот на СДСМ Венко Филипче обвини дека буџетот е пред колапс, а економската политика на владата предводена од Христијан Мицкоски предизвикала катастрофа, поради која нема пари за повисоки плати, пензии и земјоделски субвенции. Димитриевска Кочовска ја повика опозицијата на средба, а од СДСМ повикот на министерката го карактеризираа како обид за дефокусирање на јавноста од реалната економска паника и катастрофалните политики на владата. Наместо празни покани за разговор, опозицијскиот лидер Венко Филипче со конкретни бројки предупреди дека новото и целосно нетранспарентно задолжување од 260 милиони евра ќе ги чини граѓаните дополнителни 20 милиони евра само за камати. Опозицијскиот СДСМ упати остри обвинувања дека Министерството за транспорт наместило милионски тендер за набавка на унгарски автобуси и свесно одбило понуда која била поевтина за 12 милиони евра. Оваа постапка потоа беше поништена од Државната комисија за жалби по јавни набавки. Порпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на пресконференција истакна дека македонскиот јазик е признаен со донесувањето на храбри и државнички одлуки од СДСМ, а вистински патриотизам е интеграција на нашата држава во Европската унија. Јас сум Милена, ова беа вестите кои го одбележаа продолжениот викенд.